Верувам дека и овој прилог ви беше добре дојден за сите вие кои што држите до тоа да имате убаво и бело забало, а ние продолжуваме понатаму. Знам дека навикнавте на нас секое утро, а за да биде точно седмицата исполнета со нашите утрински дружења, денеска нашата уредничка Билјана Божиновска ќе ви соопшти што ново ви подготвува тимот на утринската на Алфа. Така е, Сузе, добро утро до гледачите на Добро утро секое утро. Јас сум денеска тука со причина. Имам да најавам дека нашата утринска емисија Добро утро секое утро од утре, сабота, почнува со издание во живо, а и не би било Добро утро секое утро доколку ја немаме секое утро, не така? Е, логички. Работевме на овој концепт подолго време сакавме да ја реализираме утринската емисија да биде во текот на целата недела, сите 7 дена. Знаеме однодавна, еве речи си, една година ние имаме утринска емисија во недела, но рековме зошто да не биде и во сабота. Така, на нашите гледачи да им најавиме дека од утре, од 7 часот наутро, ќе имаме утринска емисија Добро утро секое утро и тоа во живо. Јас верувам дека ти неколку пати во текот на емисијата спомна. Да, веќе споменав, но не сакав ништо да откривам детално, дека биде изненадување. Така, ќе биде малку по... Концептот е ист, меѓутоа ќе се потрудиме да имаме малку поинакви гости, да биде повесела, позабавна, од позабавен карактер. Ќе се обидеме да донесеме луѓе со необични професии, луѓе кои што имаат необично хоби. Секако нема да го изоставиме и оној дел на јавување од нашите гледачи. Знаеме дека нашата утринска емисија е препознатлива токму по тој дел. Гледачите наши го сакаат вклучувањето во живо, ќе разговараме на разни теми, ќе се обидеме тие теми да не бидат поврзани со секој дневните, дневно-политички теми, да имаме малку поведри прашања. Исто така и веќе најавам дека во утрешната прва емисија на Добро утро секое утро во сабота ќе доделуваме и награди, знаеме дека подароци, знаеме дека нашите гледачи сакаат подароци, па ќе ни бидат гости нашите пријатели од издавачката куќа 3 и со нив ќе доделуваме книги како за почеток, меѓутоа во други наши изданија саботни ќе се обидеме да имаме и други подароци за нашите гледачи. Така и да поменеме веќе кога сме кај подарувањето. И јас исто имам констатација дека нашите гледачи ги сакаат подароците и често се јавуваат, дека 2 недели ќе биде периодот за подигање на истите, така? Така, одлучивме дека треба да дадеме еден рок од 2 недели за подигнување на подароците. Еве ќе се обидеме малку можеби да бидеме флексибилни до кај 3 недели, меѓутоа да не оставаме да стојат во Алфа телевизија по 2-3 месеци, бидејќи на некои од тие подароци што ги даваме, како например суплементи во соработка со нашиот фармацевт Михаел Минов, има некои од нашите гледачи кои што уште ги немаат подигнато, па еве ги замолувам и рокот на важење. Ги замолувам сите кои што ќе добијат било каков подарок од телевизија Алфа, од нашата утринска емисија, дали е тоа книга, дали е суплемент, дали се некои билети за некој настан, да ги подигнат или да ги отстапат, да не ги земат, да ги отстапат на некој друг. Да ги подигнат во период од 2 недели, бидејќи после тоа на вистина не ви гарантираме дека ќе ги најдете тука. Така, ќе имаме ли проширување на тимот? Ќе имаме проширување на тимот. Тоа е нешто што ние тимот на утринската редакција го говоревме на 1 јануари во новогодишната програма. Тогаш зборувавме дека наша новогодишна желба е да го прошириме тимот со еден колега, така да речеме да земеме некој од посилниот пол малку да ни го зајакне тимот, меѓутоа сепак ние најдовме колешка која што има долгогодишно работно искуство како водителка во неколку национални телевизии. Веќе ни се приклучи, меѓутоа нашите гледачи ќе може да ја запознаат утре во утрешното издание, саботното издание, ќе биде како репортер од терен за утрешниот ден, а веќе во недела ќе може да ја видат во студио како водителка со гости, оној стандарден концепт што го имаме за недела. Така, иако помина цела година, се радувам инаку многу што тимот се зголемува, иако помина цела година од неделната утринска, која чинам лани беше на Ѓурѓовден. Токму на Ѓурѓовден ја стартувавме неделната утринска. Верувам дека саботната ќе биде уште погледана со оглед на тоа што сабота е некако пожив ден од недела. Во недела сите гледаат да заминат на планина, на викенд или некаде да чистат по дома, така да има впечаток дека малкумина вклучуваат телевизори да не гледаат, но
бројките и статистиките покажаа нешто сосема спротивно, дека луѓето што се навикнале во текот на цела недела, сакаат со нас да бидат и во сабота и во недела. Точно така, без лажна скромност, рейтингот на утринската Добро утро секое утро е на вистина голем. И расте. Затоа и беше оваа иницијатива да ја прошириме и во викенд изданијата, покрај недела да воведеме и во сабота, со тоа што саботната емисија ќе трае 3 часа и ќе има двојно повеќе гости отколку што имаме во изданијата од понеделник до петок. Така да верувам со почеток во 7 часот од 7 до 10 на почетокот. Додека го пијат нашите гледачи нивното утринско кафе, ќе ги отвориме телефонските линии, ќе ги вклучуваме, па ете, покрај кафето ќе може да ни раскажат и дел од нивното секојдневие, да поразговараме за баш така пограѓански, повесели теми. Одлично. Ова е содржина која што сум сигурна дека многу ќе ги израдува нашите гледачи. Значи, од сега наместете го часовникот или вашиот телефон да ве разбуди пред 7 часот утре и да уживате во новите содржини, новите прилози, новите енергии кои што ќе ви ги подаруваме секоја сабота и недела, но за тоа потоа веќе тимот ќе ве информира. Биби, благодарам што ова утро ве споделивме нешто ново, нешто убаво, нешто промотивно на Алфа. Да, ти благодарам, Суза, и на тебе што имавме прилика на нашите гледачи ете да им најавиме дека од утре стартуваме во 7 часот наутро, во живо од 7 до 10, па нека бидат и утре со Добро утро секое утро. Така, линиите ќе бидат вклучени повторно и утре.